Ги спомнавме и животните дека дури тие, особено кучињата сум видела, особено оние домашни миленици, буквално се прегрнуваат и тоа со горниот дел од телото, нели? Но нема да бидат за жал тоа наша тема, ќе биде токму неодговорното сопствеништво и проблемите со напуштањето на кучињата кои што завршуваат низ скопските и воопшто градските улици. Диме, да не должам, те гледам среде снегот таму, а и среде кучиња. Добро ти утро од нас. Добро ви утро, колеги. Малку гласно е ова утро, но не случајно тоа е така, затоа што правиме вклучување во живо од стационарот на Кемал, како што можете да видите. Премногу има кучиња овде, премногу не сакаат, но граѓаните велат дека кучињата не секогаш се добро расположени кога се на улица, кога ќе сретнат глутница кучиња. Темата многу се актуализираше во минатиот период, бидејќи како што дел од некои активисти тврдеа од Албанија се донесени кучиња во Македонија, колку тоа е возможно на еден таков начин со камион да бидат донесени и стоварени среде центарот на Скопје, тема на разговор во продолжение, а мојот соговорник Кемал ке не воведи во приказната како да пристапиме на улични кучиња без при тоа да не нападнат. Сите овие кучиња кои се во овој Happy Shelter центар кои ги гледате се спасени од улица и после изгледа ке го бараат својот дом некаде надвор од границите на Македонија. Добро утро, Кемал. Добро утро, најпрво би се благодарил на вас и да ги поздравам гледачите кои што моментално не следат на ова време. Денеска малци времето не изненади, но како и да е, добро за сите нив. Сега како што гледате овде ги пуштив само неколку, после ќе бидат сите пуштени и сакаат да играат на снегот. Така е, многу од граѓаните ја нема таа храброст, би рекле, за вака да се најдат помеѓу улични кучињи, особено кога ги има вака големи, ги има од различни раси. Која е најчестата грешка која како луѓе ја правиме кога ќе сретнеме глутница кучиња на улица? Што смееме, а што не смееме да правиме, за да не ги вознемириме и ние да поминеме без никакви повреди? Да, едноставно како што и самиот влезе овде, колку беа сите другите кои дојдовте, не треба да се плашиш. Тоа е пред се луѓе што се плашат. Го гледат кучињата, се плашат од тоа што немаат емпатија, немаат ништо и уште како мали ние ги учиме бегај куче и автоматски ти влегува тоа во крвта дека треба да се плашиш а гледаш куче, а иначе кучињата се попаметни дури од нас луѓето. Единствено што може да идат да придат тие на кај тебе да барат нешто храна. И луѓето кога гледаат дека иде куче, приде на кај нив, они бегат и автоматски, тоа ќе биде ќе те следи, а ќе те следи она барајки нешто тебе, а не дека сака да те изеде или нека не знам што. Значи колку што можеме да заклучиме, во никој случај не треба да бегаме, само едноставно треба да бидеме смирени, колку и тоа во одредени моменти да изгледа невозможно за некои граѓани. Невозможно е, да, признаваме тоа, невозможно е некој да може да го пренесе тоа, да не го пренесе тоа дека се плашат кучињата, но како и да е, значи треба да бидеме смирени, ако имаме нешто да им пружиме, да им дадеме и верувајте дека еднаш ако им даваш на било која кучиња што се дама, еднаш ќе им даваш нешто за храна и секој ден ќе те чекат и дури ќе те заштити ако нешто бидеш нападнат или бидеш. Така е, сите овие кучиња кои ги гледаме овде се собрани од улица, за жал завршиле на улица поради неодговорно сопствеништво или неконтролирано размножување меѓу уличните кучиња. Кој е најголемиот проблем што во Македонија има толкова количина на кучиња и во поголемите градови, тоа како изразено последниот период? Бројни се апелите на граѓаните, но се чини дека надлежните од една страна се им немокни, но еве ќе се дадам за право за констатација дека не ни прават нешто конкретно за да го решат проблемот. За жал, ја мора да кажам дека пред се не сме ние сите сериозни и дури и тие што имаат кучиња, значи што дома си ги чуваат и ние како индивидуа, како држава, не сме сериозни, не сме ја сватили ова работа сериозно дека треба да се решиме, да си го надеме, иначе најбрзо се решава, но пред све треба да самата држава одредува некој си, да речеме, за кастрација, стерилизација или било што, да отвори дали општините, дали самата држава, преку ветеринарите, ние како заштитари кои што се трудиме да направиме нешто добро, да може да имаме одредено место кај што ќе ги носиме, ќе биде заштит, односно ќе биде платено државата за стерилизација, кастрација. Тогаш ние како индивидуа, луѓето кои што си ги имаат собствеништвото, што си ги имаат дома некастрирани, нестерилизирани, тогаш за некој период ќе спадне бројката на улични, ќе спадне многу голема бројка што моментално ја имаме и ќе имаме некоја си контрола. Иначе вака, додека немаме одговорност, верувајте дека ќе биде бројката што поголема и поголема на улиците.
Така е, колку што имам информации, овие кучиња својата судбина во иднина ќе ја наоѓаат надвор од границите на Македонија. Доволно си запознаен како иде постапката за вдомување куче во странска земја. Како е регулирано таму споредено со Македонија? Што е поразлично во законите, но и во нивното спроведување во пракса? Зошто во било која европска земја да појдеме не можеме куче што викаме народски ни за лек да најдеме на улица, кај нас ги има дури и повеќе од што е потребно? Значи, јас секогаш ќе се повторам, значи, ако сака државата да се решава еднаш. Веднаш нудивме план како тоа да го решиме, не припатја. Јас секогаш сум за доброто на животните и за луѓето, затоа што ние знаеме дека и самите општини плаќаат дебело пара на луѓе кои што пријавени се каснување или не знам што животните. Нудивме предлог како може да се решава, но никој тоа не ни го зема во заобштен. Ние секогаш сме за доброто на животните. За жал, како ги знаеме, кај нас има огромни објекти, државни земјишта кои што не функционираат. Тоа само треба државата да се одлучи да даде на некои прифатилишта што ќе отварат нови преку здружени или индивидуал кои што сакат, може да се реши тоа нормално, а за да биде тоа дека треба да се реши, затоа што вдомување има и во Македонија и во странство. Само малце повеќе треба државата да се ангажира и да го решиме случајот како што ги имаат решени другите држави. Ние, ако одиме од Србија нагоре, куче не може да најдеме на улица. Останува Србија надоле, еден куп ги имаме. Но за жал, некои држави, ако што се на улица, ги хранат, се грижат за нив, и некој како што сме ние, напротив, само ги труеме, само ги тепаме и така натаму. И така ја поттикнуваме агресијата. Каде ќе се вдомуваат овие кучиња и која е постапката еве законски околу документи, колку време одзема вдомувањето на едно куче, бидејќи многумина кои имаат проблеми со личните кучиња ќе речат па добро, ајде соберете ги, однесете ги, при тоа заборавајќи го оној момент на неконтролирано размножување. Но конкретно како тече постапката за куче да се однесе во друга земја? Постапката е, искрено да ви кажам, малце не е комплицирана, него е долга. Значи, едно куче да се земеш од улица и да си го пратиш, пример, негде за вдовување во странство се зависи дали кучето е здраво, право и така натаму. Ако треба терапија, значи поголем дел. Хепи, налјот, хепи, унџи. Ако треба, ако се како што треба, значи треба минимум 3 месеци. Кога зборам минимум 3 месеци, тоа е дека треба да има вакцини, треба хепи. Колку многу ме сакаат кучињата, тоа очигледно почитување, како што можете да забележите. Еве и Хепи сака нешто да ни каже, според него именува на овој Хепи Шелтер центар. Кемал, рековме дека повеќе од 3 месеци се потребни, но дали тоа го решава проблемот еднаш за секогаш ако тука на локално ниво не го решиме проблемот? Не, ние ако не го решиме на локално ниво нема шанса да се реши ова за вдовување, затоа што ние во Македонија имаме голема бројка на животни, кај ќе ги носиме во странство. Него ние треба пред се да работиме, почнувајќи од школи, на децата, ајде да не речеме од школи, него прин родителите дома, па школи, па после државата да може да субвенцира нешто за да може се тоа да се среди, тек после вдомувањето. Вдомувањето е крај на оваквото што некои од сите овие кучиња кои што моментално ги имаме ние над 80, први и втор дел, дали од сите овие ќе добие некој вдомување, да речеме пола од нив. Значи, вдомувањето не е толку лесно како што некој мисли, затоа што има аплицирање, не се земи го кучето да има на било кој, па после последици да имаш. Не ти е ова држава, да речеме во Македонија, па ти да го вратиш кучето, пошто ако го вратиш кучето, те е огромен трошок и тоа оди седи на индивидуа. Ние како пример, ние како Happy Shelter функционираме преку волонтери. И е проблем да донесеш едно куче негде во странство да го вдомиш и што ако се откаже тоа за тоа куче, треба да го успиеш или било што? Што ние тоа не го дозволуваме. Значи ние се грижиме, како што и преска рековме, се грижиме за доброто на животните и на луѓето. И истовремено сакаме да направиме две во едно, да бидат сите задоволни, затоа што разликата е помеѓу луѓето и животните тоа што они не зборуваат, а ние зборуваме. Ние бараме само да добиеме, а они само даваат љубов. Ништо друго. И тоа е разликата помеѓу луѓе. И така да они не зборуваат, не знаат ни кај се. Ние сме тие кои што треба да имаме возможиме малце поише подобри услови, поише љубов спрема нив, затоа што љубовта ја даваат, гледаш и самиот. Ните знае ни ништо, доаѓа без никаков интерес иде кај тебе да се гали, да се наде. Разлика кај нас луѓето е друга. Ако немам интерес, извини брат, фала ти многу пријатно.
Така е, Кемал, морам да прашам како овие куќиња стигнале овде, односно како се одлучувате одредено куќе од улица да заврши во вашиот Happy Shelter центар, а подоцна да биде транспортирано до неговите крајни вдомувачи, без разлика дали во Македонија или надвор од Македонија, бидејќи сигурно во телевизија сигурно звонат сега телефоните непрекинато и граѓаните бараат спас еве кај вас, кај волонтери, бидејќи, како што знаеме, праксата со државните институции, со општините, некако каска во место со години, иако медиумите понекогаш се чини сме досадни, сепак не успеваме да ги натераме надлежните на вистина да преземат нешто. Многу прашања во едно, ќе се потрудам да се одговорам некако. Како завршува тоа до улица? Значи, како што реков преска, Happy Shelter функционира преку сила сме 10 луѓе кои што се трудиме да направиме добро, но не секој куќе кој што се наоѓа на улица да го прибереме, затоа што пред секој куќење што ќе го земеме, финансиски треба да го покриеме и финансиски треба да го покриеме и да биде не само да го земеме, него треба да го доведеме без разлика дали треба да се терапира или ако е здраво, сето тоа го постираме за вдомување. И сето тоа е огромна и време, и пари и све. Сега ние се трудиме некои од животните кои што успееме да ги вдомиме, односно да ги собереме од улица, од нас волонтери кои што не поише од 10 луѓе, успееме да ги земеме и да ги донесеме тука. Што гледаме, имаме секаков вид на куќиња, значи и добри, и болни, и здрави, и среќни и така натаму. И тие куќиња после ги пуштаме на нашата страна за да можат да се вдомат. Таа е една процедура која што одземе на улица до вдомување, но тоа е огромно, значи стварно треба време. Што се однесува до, како што преска рековте, до медиуми, до се, тука е наша мала грешка, која што правиме и самите вие медиуми, јас се извинам вака што ќе кажам, и ние исто така, затоа што една вест ќе се прошири на Facebook, ние моментално сме Facebook генерација, една вест ќе се прошири на Facebook, без да се провери дали тоа вистина или не, и тоа се прави огромна историја за тоа. Пред некој време имавме ние некој си пансион Авав, кој што без никаква вака се прошири се направи огромно вакво нешто што немало најверојатно институциите ќе кажат дали е тоа вистина или не, а не сме ни луѓето. Второ е тоа што се шириш исто така дека се донесени куќиња од Албанија. Да, сакам да го прокоментираме тоа, дали е реално возможно преку граница да се донесат и зошто не ги стовариле во Тетово Гостивар, туку до Скопје се возеле ако вистина се од Албанија. Пак ќе кажам затоа што сме ние генерација, Facebook генерација. Зашто? Затоа што ќе прошири некој таму, ќе каже некој коментар или некој пост и ние сите после тоа без да знаеме, без да се провери, се шири таа информација. Што нема шанси, теоретски шанси. Да би било така, значи ја би направил цел еден камион, би однел негде во некој друг шелтер во странство да се вдомат овие куќиња и да бидат сепак под наша одговорност, под наша одговорност и да ги гледаме и да се вдомат. Што нема шанси, зашто едно куќе да однесеш ти во странство. Тоа треба да биде со комплет цела документација како што сме ние луѓе патуваме негде во странство. Значи граница во никој случај легално не би можеле да нема шанси, едноставно тоа и да е договор држава спрема држава, кој има профит од тоа да донесе куќиња од странство тука во Македонија. Едно, второ, па кој би ризикувал живот со затвор или нешто? Тај сте бокс, вен. Очигледно сакати ти е пречан. Да, кој би бил тој кој би преземал таква одговорност да помине граница, да донесе во Скопје и да ги пушти куќињата, кои што пред да стигне во Скопје имаме ние Струга, Охрид, Тетово, Кичево, Гостивар, па тек Скопје. И така да жал ми е што мора да го кажам, малце поише треба да работиме и медиуми, и ние лица и сите, малце поише емпатијата да ги повлечеме луѓето да сакат животни, а не само да шириме нешто што не се вистините. И тоа е проблем, тоа е кај нас, што ние шириме нешто што не е добро и после се проблем животните, после проблем со сите. Ни прв пат те гледат, ни те знаат ништо, гледаш како реагираат. Така истото и на улица. Како што рековме, се е да се победи стравот, но разбирливо некои граѓани го имаат тој страв и имаат проблем. Дали како волонтерски Happy Shelter центар функционирате само на територија на главниот град или на територија и на Македонија и дали има доволно волонтери кои би сакале да ви се приклучат или живееме во време каде што парите, финансиите, она пресудното, ако нема пари не се нафаќам да правам нешто. Искрено да ви кажам, Happy Shelter функционира низ цела Македонија, нормално се ограничени колку услови имаме и колку може средства да ни се обезбедат, мада јас за жал мора да го кажам, Happy Shelter функционира 5 години без престанок, од тие 5 години 5 денари од државата нема финансии, тоа може да се провери било како. Happy Shelter функционира преку волонтерство и преку луѓе што сакаат да донират. И така успеавме досега да спасиме над 500 животни што се во странство отидени.
Значи во Македонија, во странство, со документација, со се, кога може Кепи Шелтер да спаси 500 без никакви средства државни, може секој 10 да спасува такво нешто, само треба да имаш малце желба и љубов. Ако може еден поединец тоа да го направи со група луѓе, не поише од 10 сме, и да спасиме 500, може да замислите што би бил државата дека би сакал. Јас секој стојам со мојот тим на располагање да на одредени лица да им нудиме како се решава животите во Македонија. Скопје би го решил за 2 години без да има ни едно куќе во Македонија. Лично јас со мој тим, но тоа никој не го зема предвид. Претходната влада, односно градоначалницката, ни обезбеди пред да стигне на власт, дојде на позиција, не заборави, се надевам дека новиот градоначалник на град Скопје ќе не повика, ќе уседнам, ќе му одговарам на прашањата кои што се стрични и за средствата кои што ги дават, и за животните кои што се тука, и за луѓето, затоа што луѓето добиваат и трауми, може некој стварно е каснат. Благодарам, Кемал, на споделените информации. Почитувани, верувам дека од корист ви беше се она за кое зборувавме. Ќе продолжиме како медиум, како утринска редакција да ја следиме оваа тема и вака на лице место да покажеме кога и како да се реагира со улични кучиња со цел да не се загрози човековото здравје, а и со тоа и кучињата да бидат мирни. Јас со овој крстен другар ќе го заокружам ова вклучување од терен. Браво, Диме, да, вистина е, нека знаат и гледачите, кучињата буквално го обожаваат. Диме, каде и да се појави тој главен, секој пат многу интересни убаво вклучување и многу важни поенти, секоја чест за овој господин кој што се грижи за кучињата.